Во екот на грејната сезона, граѓаните мака мачат да го поминат месецот. Некои со високи сметки за струја, други со останати 2 кубика дрва. На терен тие сведочат дека до март ќе се издржи, но доколку студот знае да трае и до мај, дрва ќе треба да се докупува, иако месечните примања се речиси ниски. Струја, да, 1998 денари. Платите? Да. И прошлиот месец 9960. Слушај, јас 45 години се греам на струја. Повеќе од 1000-1200 киловата не троши. Сега не гледам, но жената 1700 киловат. У 10 е навечер до сабајле до 6-7 исклучам. И по потреба, ако треба, ако е поладно, пуштам да се стопи. Али поредко. Па, ќе се издржи ако платиш. Ако не е скапиш. Моментално немаме шпоред, немаме дрва пари да купиме, на греалка се гориме, по едно. Тешко издржуваме, Бога ми, јас сум со минимална парична помош и со нега, 2 метра соба живеам. За дрвото при стацат, кај да е? Стацат, најубаво грејање има на дрво. Јас имаме клима. Граѓаните децидни дека грејењето на дрво е повеќе исплатливо и повеќе ефикасно, бидејќи како што велат поинаку не можат да се стоплат. Клима кој се врта дека работа, топло е. А престане, собата изглава. А дрвото се благословени, защото кубика си имаме, при пензионерите ги земеме, и така, средеме, имаме и цело зима. Во согласно со ситуацијата, денес од дежурната синоптика земне телевизија истакна дека студениот и снежен бран привршува заклучно оваа недела. Од следната седмица се очекува раст на температурата и стабилизирање на временските услови.